Благодарам, почитувам председател. Согласно деловникот, член 77, се јавувам во врска со допуна и измени на дневниот ред. За жал на овој дневен ред се најдоа 5 неуставни закони, 5 закони со европско знаменце, кои не се потврдени од ЕУ канцеларијата. На овој дневен ред се најдоа 5 криминални закони. На овој дневен ред се најдоа 5 закони за суспензија на правото и тоа во врска со коридорите 8 и 10. За овие закони очекувам да се произнесе председателот на државата Пендаровски и да ги суспендира доколку успеете да ги донесете, а јас да бидам циничен, ќе побарам законот под реден број 5, законот за другите да стане последен, односно да стане под реден број 34. Ова го предлагам од причина што гледам дека сте запнале да ги донесете овие нерегуларни закони, па барам да бидеме прагматични и да ја помогнеме на земјоделците, затоа што на овој начин имаме последна шанса да се закучи овој закон штетен за земјоделците и барем 1, 2, 5, 100 дена да дојде покасно во правна процедура и на тој начин да земјоделците барем известно време продолжат да ги користат субвенциите кои им се загарантирани со сегашните закони, а со овој закон се суспендира нивното право за користење на субвенции. За овој закон за другите понудив 3 амандмана кои беа одбиени. За жал, мнозинството немаше сенс да ги спочитува. Едноставно почнуваме во собранието да работиме по лични видувања и интереси на бизнес партиски олигарси, интереси на мокници, а тоа што значи реална подршка на граѓаните на државата, на земјоделците во конкретниот случај, никако да најде свое место. Значи, да бидам конкретен, законот под реден број 5, законот за другите, предлагам да биде последна точка 34, се со цел да се закочи колку што е можно, односно да се купат неколку денови, месец за разгледување на овој закон кој е штетен за земјоделците. Штета што имаме ваков дневен ред, инаку сите точки заслужуваат да бидат на некој начин овие криминалните за патиштата тргнати од дневен ред. Благодарам.